голем и значаен јубилеј одбележува аероклубот Скопје 100 години од постоењето. Тоа значи исто толку години поминати во промоција и унапредување на воздухопловството во Скопје и пошироко во регионот. За значењето на аероклубот на сите генерации кои што поминале низ него, целата приказна имаат моите соговорници. Велам добро утро за Дејан Саздовски и Јане Стефанов. Добре ни дојдовте. Добро утро, најдовме. 1923 година е годината кога аероклубот ја започнува својата приказна. Како почна се? Аероклуб Скопје е формиран 1923 октомври-ноември, од прилика као здружение на влюбеници во авиацијата. Тоа време тој тренд бил 1903 првиот лет и почело низ Европа да се шири. Во суштина на оваа територија било тогаш СХС, кралство СХС. Иницијативата доаѓа на сојузно ниво од Белград, парите доаѓаат од Белград и во Скопје се формира тоа здружение за уопште промоција на воздухопловството. Следната година стига првиот воздухоплов од Франција нарачан. Има анегдота у факти дека во сојузниот биџет, бидејќи поскапеле авионите и не знам што, во Скопје бил купен веќе нарачан авионот, а тој што бил купен за Белград дошол покасно. И тука као дошол првиот на територија на СХС, првиот авион. Почело да се лета 1924 година, обуки, луѓе, правење на првите пилоти и така. Аероклубот понатака продолжува до Втората светска војна, функционира. Во Втората светска војна има една мала пауза, т.е. функционира, креира кадри. Се случува падобранството, првите падобрански скокови, летање со едрилици од Зајчев Рид, фамозното летање, летало и од брдото Камник едно време. Се почнува да се формира аеродромот во денешната населба аеродром. И така за тоа се зачетоците на воздухопловството во Македонија. Втора светска војна има на пауза од неколку години и после Втора светска војна уствари се случува најголемата ренесанса во воздухопловството уопште во светот, така и кај нас. 50-тите, 60-тите години е уствари најголемиот подем на креирање на највеќе кадри. Тоа било поддржано од Југославија. Да не ви кажувам дека се случувале обуки за летање едрилици на градилишта. Се гради Брана Маврово, ке Брана Маврово некоја едрилица и од тамо некој брдо летале. Значи, до тамо идел тој подем да се создаде воздухопловната култура. Во Македонија е создадена, во тој период е создаден еден воздухоплов од група ентузијасти членови на Аероклуб Скопје. Го проектирале, го направиле серија од 9 воздухоплови. За волја на вистината, тие 9 воздухоплови што ги направиле и таа иницијатива што ја направиле, нашите членови, како проект бил промовиран на ниво на Југославија и во суштина, бидејќи во Југославија имало 3 фабрики за воздухоплови, одобриле од сојузниот буџет, наместо да се изгради фабрика за воздухоплови, да се изгради фабрика за производство на материјали за воздухоплови и така е создадена денешната, тоест некогашната алумина. Ја создале со најмодерна технологија и така натака, иако не е произвела никогаш материјал за воздухоплови. Приказната ја кажувам во врска со овој воздухоплов, бидејќи ексклузивно најавуваме дека од тоа време, од тие 9 воздухоплови, останал само еден воздухоплов да преживеал низ времето. Преживеал затоа што во тоа време имало една политика на рециклирање, тоест за да работи домашната индустрија у тој комунистички модел, старите воздухоплови се уништувале за да се градат нови. Тоа било национална стратегија. И тој еден воздухоплов од нашите 9 има преживеано и е во Музеот на воздухопловството во Србија со помош на Министерството за одбрана на Македонија
бидејќи музеот во Белград е на Министерството на одбрана на Србија, успеавме да обезбедиме тој еден воздухоплов кој што седел 50 години во нивните депоа да искочи и ќе дојде веројатно во Македонија, не веројатно него ќе дојде, ќе приде присутен во Македонија една година, а неговата промоција ќе биде на аеромитингот што ќе се случи на 16 септември на спортскиот аеродром Стенковец. И за него ќе зборуваме нешто подоцна. Имаме фотографии, но и многу убави видеоматеријали кои што ни ги пративте и кои што ќе ги гледаме во текот на разговорот. 100 години континуитет во работата, унапредување на воздухопловството и сега ако резимираме во бројки тоа како изгледа, ќе дојдеме до тоа дека над 3000 воздухопловни ентузијасти, пилоти, едриличари, падобранци и механичари минале низ клубот низ годиниве. Што значи тоа? Какви се приказни се создаваат низ годиниве во аероклубот? На колку луѓе аероклубот Скопје има возможи да имаат кариера поврзана со воздухопловството? Тоа е една од побитните работи. Бидејќи имате многу клубови кои што создаваат спортисти, вакви, такви, разноразни приказни, ние најчесто создаваме кадар кој што е општествено користен. И многу често од нашите спортови, тоест ние тоа што го промовираме како спорт, луѓето што се занимаваат креираат сериозни кариери. Значи од подобранството, земајќи го до летањето авиони, све е тоа поврзано со понатамошна градење на кариера и тоа сериозни кариери. Некој останува да се занимава со спорт, али некои вистина прават вистински кариери. Јани, имаме семејни приказни? Имаме, да. Собравме во овој период многу приказни, многу интересни приказни. Она што луѓето многу позитивно зборуваат за клубот. Верувам тие што се пријавија за да кажат своите позитивни искуства. Може би има и негативни, ама тие не ги најдовме. Позитивните искуства, она што ги поврзува сите приказни кои ги добивме е што значел клубот за нив. Например, како се живеело во клубот и една убава приказна е тоа дека клубот своевремено бил центар на култура и на музичката култура. Значи, во клубот се слушале најновите плочи и луѓето доаѓале тука да ги слушат најновите хитови на плочи од странство што доаѓале. Други приказни се, нели, што им се каква смерница бил клубот за нивните кариери, луѓе што дошле, како Горан Павловски приказната, кој дошол да биде падобранец, меѓутоа му се отвориле други хоризонти кога научил да лета авион, потоа јатова школа и натаму продолжил да и сега во моментов е капетан во Визер кој чека да се пензионира. Значи има разни приказни. Ние подготвуваме едно видео кое ќе биде исто презентирано од тие приказни на големиот настан што ќе го правиме во септември, на 16 септември, и тоа видео ќе ги покаже овие приказни, ќе биде понудено и на телевизиите да го објават, чисто за луѓето да знаат како се живеело во клубот и како се уште се живее во клубот, тоа што и во поново време нашите членови кога доаѓаат некој од страна гледаат како ние живееме на таа наша ливада на Стенковец, кажуваат дека многу им е убаво затоа што тука секогаш има позитивна енергија, луѓе кои зборуваат за позитивни работи, луѓе кои не се жалат, кои го сакаат воздухопловството и така ние функционираме таму и се надеваме дека ќе ги продолжиме сите овие позитивни приказни од овие претходни 100 години, затоа што колку е подобар клубот во тие претходни години, поголем предизвик е за понатаму. Го споминавме, ја споминавме годишнината, односно 16 септември, како и настанот кој што е, да кажеме, ќе кулминира сето ова што започна на почетокот на годинава, што ќе се случува на аеромитингот. Прво ме интересира до каде се подготовките, бидејќи за едно вакво случување потребна е сериозна организација. Потребна е сериозна организација. Ние се фативме во Костец многу одамна, со време почнавме тоа да го размислуваме. Како се наближува времето, паниките почнуваат да стануваат се поголеми и поголеми. Меѓутоа направивме се што може во делот со безбедноста, комплетно ги покривме сите позиции за тоа како да биде тој настан безбеден, од формирање на нови патишта,
до да се намали гужвата со автомобили околу аеродромот, со тоа што ќе активираме автобуси од град Скопје да доаѓаат редовно до аеродромот и ние ги мотивираме луѓето да доаѓаат со автобус на тој настан, бидејќи ако дојдат со кола ќе паркираат на 4 километри и ќе мора пешки да доаѓаат од таму, а ако дојдат со автобус ќе паркираат на 200 метри од аеродромот и ќе може да помалце пешки да идат. Ќе направивме нови паркинзи заедно со Министерството за одбрана. Тие дозволија да користиме еден нивни простор таму, односно ќе го подготват за да може странските државјани кои доаѓаат од соседните земји да може да паркираат на тие паркинзи, па со мали автобусчиња да доаѓаат. Покриени се сите безбедносни протоколи што се потребни за еден ваков настан, бидејќи очекуваме многу луѓе. И на нашата веб страница skopje.aero ги има сите насоки како луѓето треба да се однесуваат додека се на аеромитингот, од аспект на да не изгорат на сонце, да си носат столче, да си носат такви некои совети кои се за да може да си поминат поубаво гледајќи ги авионите дека прават акробаци. Има неколку пораки сериозни што треба да се пренесат до гледачите, значи бидејќи очекуваме да има многу посетеност. Ниеден аеромитинг до сега не е предизвикал малку луѓе да дојдат, секогаш доаѓале многу луѓе. 3 пораки се многу битни. Првата порака е дека користете ги автобусите колку што може повеќе. Немојте да, избегнувајте што доаѓате со сопствено возило, бидејќи иако Министерство за одбрана ангажираше свој капацитет, тоа е пак ограничено. Не може бесконечно многу коли да се примаат. И тоа предизвикува ќе морам далеко да се паркираат некои ако доаѓаат со коли. Автобускиот превоз ќе биде организиран и е одлично средство за да стигнете до аеродромот. Второто е понесете си со себе вода и храна. Исто како на кампување. Значи, можете да си донесете кебе, храна, вода, било што, иако ќе има на аеродромот тоа све, бидејќи ќе има многу луѓе, не верувам дека тоа ние све што ќе го таму организираме, ќе успее сите луѓе да ги снабди. Ако никој не носи вода, 80.000 или 100.000 луѓе со вода нема како да се снабдат. Значи, тоа се неколкуте работи и аеромитингот ќе трае од 11 до 17 часот. Превозот ќе биде организиран 2-3 часа порано и откога ќе заврши и во текот на целиот аеромитинг ќе има цело време автобуси кои што некој ако сака да си оди ќе може да си оди така. Значи тоа е вака генерално за граѓаните. Следете ги знаците кои што ќе бидат наместени таму. И полесно ќе оди. Не, тоа е апсолутно. Очекувате супер шоу. Ја не спомна, го спомињаме цело време Министерство за одбрана, битно е дека е коорганизатор Министерството за одбрана, кој бидејќи во аеромитингот има 2 дела, едниот е цивилен, другиот е воен. Значи ќе има настапување на војни авиони и нашата и странски војски ќе настапат со хеликоптери, авиони, многу сериозни авиони што не биле никогаш тука видени. Неќеме да ги кажуваме однапред, иако има некои конфирмации, но во суштина војските, бидејќи се добар дел од НАТО што ќе бидат вакво, неќат да конфирмираат што точно ќе дојде, али ќе дојде сигурно многу интересни воздухоплови. Вистинско шоу приредувата и подготвени сте, се разбира, на голем број граѓани кои ќе дојдат, но и на голем број новинари, новинарски екипи кои што ќе го следат сето ова. Јане, ова сериозна организација ви одзема и многу енергија. Па одзема, меѓутоа, кога правиш нешто во кое веруваш и кое сакаш да го направиш, кое сакаш да профункционира, пак ќе кажам, тоа е наша должност спрема членовите кои не направиле нас и да креираме членови и понатаму што ќе бидат во клубот. И ова едно обележување го правиме со радост, на волонтерска основа, нели? И затоа и без нема карти, значи целото ершоу сите ме прашуваат колку ќе чини картата, нема карти. Значи ова е наша прослава на аероклубот за сите што го чувствуваат клубот како свој и за сите граѓани на Република Македонија да може да уживаат во овој успех
да една организација е толку стара, што и уште функционира кај нас. За новинарите има посебно место, посебно ќе се комуницира со нив, бидејќи ние сметаме дека новинарите ни се партнери во еден дел каде што промоцијата на воздухопловството може да иде само преку медиумите кои се наши партнери. И сега настани во текот на целата година по повод 100 годишнината, од друга страна се течат редовно обуките и се работи онака како што треба аероклубот. Видов неодамна имавте или се уште траат обуките за падобранство? Обуката е, се течат. Значи, тоа е процес кој не престанува. Почетните обуки најчесто се во март. Оваа година одлучивме во септември да немаме обука за падобранство, бидејќи имаме друго нешто работа. Фокусот е на друга, да. Фокусот е на друга страна. Обуките си течат затоа што не престанува. Падобранската обука не престанува, секогаш има нешто ново да се научи до крајот. Во исто време и обуките за нови пилоти си течат. Интересот оваа година е зголемен, тоа може Саздо да каже дека има повеќе луѓе во делот со пилоти што сакаат да станат се повеќе и повеќе. Има. Ние во просек обучуваме 3 пилоти годишно. Оваа година има моментално околу 5 на обука на аеродромот. Тоа не е предизвикано од ова 100 години, него е предизвикано од веројатно повеќе млади луѓе сакаат да се забавуваат. Креирање на кариера што не им е во фокус у моментов, такви луѓе обучаваме во моментов, не им е приоритет, значи креирањето на кариера, него повеќе е за забава. Ова ние стандардни ни се обуките, значи немаме нешто, не менуваме ништо бидејќи е 100 годишнината во нашите тековни активности, бидејќи аероклубот е луѓе со војка, сека институција со вработени 11 луѓе, таа мора да живее, мора да работи за да можат плати да се делат и да функционира. Значи сите оние активности што ги имаме редовно ги правиме. Година дена е организацијата на многу сериозно ниво од преговори, значи зборам за цивилен дел од аеромитингот. Прво за донесењето на Илинденгата на тој воздухоплов цела година траат преговорите со Србија. Сега Министерство за култура гаранции, мислам има комплицирано е. Цивилниот дел ние што го организираме, стварно сме посветени да донесеме воздухоплови и пилоти кои што ќе покажат што е тоа што може еден воздухоплов да го направи. Значи, ќе има повеќе разни видови на воздухоплови кои што ќе ги покажат своите можности и ќе има неколку пилоти кои што прават акробации, кои што се супер шоу. За секој еден митинг е предизвиката на Ептен. На 16 ние секако повторно ќе се видиме на ваш терен, но во меѓувреме еве некако да го заокружиме разговорот. 100 години досега заокруживме. За почеток за следните 100, која ќе биде мисијата на аероклубот и преку какви активности се ќе придонесува во унапредување на воздухопловството и во годините кои што следуваат? Видите, ние целта во наредните години е да се подигне ние имаме што? До 90-тите имаме еден подем кој што функционира. Од почетокот на 90-тите подемот беше задржан со формирањето на многуте авиокомпании што се, не знам, 7-8 се формира од тоа време, па после згасна и така натака, и сега со згаснувањето во после 2001-2002 година, трета, како беше МАТ кога згасна, се створи ретроградна едно случување. Значи, видите, ние не можеме да креираме пилоти, ако пилотите не можат да најдат своја примена во општеството. И среќа што се врати една меѓународна компанија да лета од Македонија и она почна да зима на работа пилоти кои што ние ги креираме. Пилотите што ние ги креираме прават кариера на неколку места. Едното е гасење пожари, ова што го зборите цело време летово тие авиони за гасење пожари. Тука фалат пилоти, нема. Авиокомпанијата која што базира од Скопје и лета странска,
Цело време бара пилоти. Они 10 години се на пазарот, само 20% од пилотите се македонци, 80% се странци. И они цело време упорно промовираат, не се пријавуваат деца а тоа е многу сигурна работа, многу безбедна работа, не е прескапо. Значи, сега да инвестирате одредени пари во вашето дете, они нудат програма у која што сигурно ви е, загарантирана ви е работата, а вие треба во почетокот само да инвестирате нешто во своето дете. Но пилотите беа една од најатрактивните професии биле и се уште се. низ годините. И се уште се. Значи немојте Што имаме дефицит во Македонија? Зашто има дефицит? Затоа Се што отворивме нова тема, сакам да го завршиме, но сепак во една реченица. Целта на аероклубот, целта на промоцијата на авиацијата е баш ова. Оваа тема е таа. Викаме, фалат пилоти, фалат во цел свет, ама во Македонија фалат 80%. Странци летаат. Еден капетан заработува 100.000 евра годишно. Во Македонија. Ние викаме, ај ти зимале плата, ова, она. Не, 100. А капетан се станува со 6-7 години кариера. А тие предходно 6-7 години не се без пари. И тие се по 3-40.000 евра годишно заработува некој. Колку луѓе заработуваат 40.000 евра годишно? Плата. Со платено пензиско, данок, све. Ни да го боли глава, ни бизниси да прави. Значи, ние за такова една работа, у која што компанијата гарантира дека ќе бидете вработени, на промоцијата нивна што се случи пред неколку месеци во Скопје, беа присутни 30 деца. 70 пилоти денес им фалат. Носат од Германија, од Франција, од цел свет пилоти да летаат тука. Зашто не е атрактивен во Македонија? Која е причината? Затоа што немаме значи не можеме да ги убедиме луѓето дека тоа не е нешто за вонземјани. Значи нашата мисија овие 100 години е да го убедиме, не треба да си ти супермен за да скокаш со подобран и после тоа да работиш како специјален полицаец, што пак заработува добро. Или ти не треба да си мега човек за да леташ. Јас летам, еве сум 100 кила, ме гледате, најнормален човек. Значи, не треба ни да си супер здрав, ни очите, нити тоа е небезбедно. Значи, дајте по-безбедно. По статистики еден од најбезбедните. Па најнебезбедно е да си зидар на зграда во дажната држава и да возиш трактор. Тоа е статистички. Барем тоа го говорат статистиките, но гледајќи ги документарците, Ама веројатно нели? Со една реченица демистификација на воздухопловството во Македонија, бидејќи луѓето стварно мислат дека тоа е многу тешко летањево, многу тешко скокањево, како можете или сите тие работи. Значи, наша мисија ќе биде да им покажеме на луѓето дека тоа не е нешто најтешко на светот, има потешки работи. Зидар на скеле е исто потешка работа. Не сум небезбедна. Може ние заедно со вас во процесот на демистификација да учествуваме во периодот кој што следува на терен, кај вас? Може? Слободно, дојдете, ќе видите и вие може ќе смените кариера, да пробате малце да летате. Се убедуваме со тоа падобранството. Да пробате малце да летате, па еве ако не падобранство, може би во авион, да пробате да летате, може ќе ви се допадне, па сакате понатаму пилот да станете. Ние пилотите мислиме дека падобранците се Никако мислам дека е доста заменување професија, но никогаш не вели никогаш, нели? Никогаш не вели никогаш, така е. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро, ние се гледаме на ваш терен.